Добро вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосалјевиќ, а вие следите емисијата Заспи ако можеш. Се тече, се менува, еви лаптопот пред мене го нема, почитувани. Немам одговор зошто, меѓутоа веројатно е прашање нека техничка причина, ќе мора да ја истераме вечерашта емисија без помош на ова чудесно помагало. Мојата вечерашен гостин е човек кој што тешко може да се опише во неколку зборови, ќе се обидам накратко што можам. Познат менаџер на некој од најголемите диџеи во светот, еден од двајцата македонци кои што завршиле на најпрестижниот универзитет во светот, Харвард, човекот кој што практично ги измисли странските инвестиции во Македонија своевремено, во моментов на исклучително висока позиција во странска компанија, експерт од реноме кој што далеку ги надминува македонските граници, господинот Виктор Миза. Добра вечер. Добра вечер. Само мала корекција. Јас сум еден од двајца кои имат завршено на Harvard Business School, Harvard MBA. Иначе на факултетот Harvard има повеќе. Тоа е, ако добро разбирам, ако Харвард е најпрестижниот универзитет, Harvard Business School е на врвот. Така му доаѓа. Секоја година има многу рангирања околу кои се најдобрите MBA школи за бизнис во светот и Харвард е една од 2 или 3 кои секогаш се на врвот и таму е секогаш и перцепцијата важна. Не само дали во една година е прв, втор или трет, но најчесто Харвард е еден од максимум 3 школи глобално кои секогаш се рачунат. И сите 3 се во Соединетите американски држави. Би рекол заедно со Стенфорд и Уортон кои се секогаш на врвот, но Харвард е Харвард. Харвард е Харвард. Може ли на почетокот, чисто како условно релаксација за вове, да кажеме една анегдота поврзана со вас и Харвард? Ми објаснувавте неодамна на една средба во Охрид. Кога дојдовте во Македонија и кога се вработивте практично како директор на Агенцијата за странски инвестиции, во времето кога милиони и милиони заработивте, нели? Се шегувам. Токму тогаш на вашиот алма матер на Харвард дошла информацијата вие што работите и колку заработувате, и потоа таму во некое списание кое што е поврзано со универзитетот сакале да ве стават како човек кој што можеби прима социјална помош, а завршил Харвард MBA. Во 2008 година беше 100 годишница од почетокот на Harvard Business School. И факултетот има месечно списание, каде што врз основа на моите примања во Македонија бев, односно можев и добивав социјална помош во Соединетите американски држави, бидејќи платата овдешна се квалификуваше за она што значи дека имате приходи под некоја минимална сума. Нормално јас тие работи не ги користев, но добивате едни купони со кои може да купите леп, млеко, јајца и слично, зејтин, и тогаш ме контактира директно од факултетот и ме рекоа дали може да те ставиме на насловна страна, бидејќи ова ни е прв случај во историјата во 100 годишница, каде што некој кој го завршил, кој има Harvard MBA, добива социјална помош. И јас ги замолив да тоа не се случи, не бидејќи тоа не беше точно, но сепак мислев дека е донекаде дури срамота за државата, што би се рекло дека некој, без разлика какви се примањата кај нас или нешто такво, некој сепак ќе асоцираше Македонија како држава, бидејќи имате некаква функција поврзана со работа во администрацијата и во владата, и за тоа да се добива социјална помош, мислам дека не беше соодветно и не се случи, но сепак не се случи, така? Не се случи. Коректно од ваша страна што сте ги одбиле. Сте можеле со купоните чуда да направите. Некој наш човек чуда ви направил, тамо би ги препродавал, познавајќи некакви сме, но вие сте се разбира поинаква приказна. Долго време бевте на чело на Агенцијата за странски инвестиции, потоа и на ТИРС, и потоа се смени власта. Веднаш да кажеме, вие не сте политички човек, значи и воопшто влеговте во приказната како експерт, а не како некаков политичар, човек кој што припаѓа на партија или нешто. Не сум бил никогаш член на политичка партија, не. Меѓутоа, кога заврши владата на ВМРО-ДПМН, практично заврши и вашата работа во ТИРС тогаш, веќе, нели? Јас останав уште околу 2-2,5 месеци
мојата функција, бидејќи нели тога функцијата која имате не се менува со смената на владата, но потоа дадов оставка и реално гледано јас не бев сигурен дека ќе останам тука. Јас можеби планирав да се вратам назад во Соединетите Американски држави, но сплет на околности и она што значеше можноста, можеби да се вратам. Јас сум родом од Охрид, иако многу долго време не сум живеел во Охрид, сум живеел таму првите 5 години од својот живот. И она што значеше компанијата за која и денес работам, која според мене го има технолошки најнапредниот производ кој се произведува во Македонија од автомобилската индустрија, и прифатив да работам за Костал, бидејќи како техничко лице, како инженер, како некој што работел во автомобилската индустрија во минатото, додека живеев во Америка, мислев дека тоа е еден логичен чекор и можеби продолжување на кариерата во таа насока. Некој ми влеговте практично во второто прашање, некој веднаш би рекол човек со вашите можности, со оглед на тоа што сте го завршиле како училиште, искуството што го имате, може да живеете каде сакате во светот и да работите веројатно за најдобрите компании во светот. Тоа со Костал се разбира и самиот рековте, феноменална приказна за наши услови, но јесте човек што може буквално да бира каде сака да работи, и многумина ми рекле што правите во Македонија? Многу луѓе ми го имаат поставено тоа прашање, понекогаш и јас си го поставам истото прашање. Морам да сум реален, бидејќи постојат моменти на, не сакам да речам на фрустрација, кога мислите дека она што сте го работеле или искуствата во некои глобални компании кои сте ги имале во странство пред се во САД, каде што голем дел од работите одат, не сакам да речам релативно лесно, но луѓето лесно се разбираат и има резултати, менталитетот на луѓето е соодветен и сите се насочени кон бизнисот, кон растот на компаниите и на крај кон креање на профит. Реалноста е таа. Сите живееме во пазарна економија и целта на секоја компанија е да го максимизира профитот. Но причината зошто, мислам дека и првата причина зошто прифатив да работам за државата во целиот процес на привлекување на странски инвестиции беше еден предизвик. Да видам дали можам и тоа да го направам и дали можам некако да помогнам. А она што го прифатив за работа во Костал е дали сакав да се вратам во Америка и да работам 80 часа неделно. Бидејќи кога ќе стигнете на еден момент од вашата кариера, очекувањата се дека вие имате едукација, искуство и слично, и потоа никој нема да ви каже што се очекува од вас. Но се очекува од вас кога сте на некоја веќе висока позиција дека вие нема да работите помалку од 70, понекогаш и 80 часа неделно. Понекогаш одлучувате. Тоа се повеќе од 10 часа на ден, така? Да, повеќе, и тоа значи дека нормално и сабота да работите за некој од тие компании, но бидејќи вие не добивате плата според бројот на работни часови, туку според резултатите и успехот од вашата работа. И мислам дека одлучив дека во тој момент и се уште сум при истото размислување, не дека работата не е напорна и не изискува многу активности, но сепак мислам дека е малку поразлично кога ќе се работи за европска или за германска компанија, отколку да работите за англосаксонска компанија која е или листирана на берза, или да работите за некоја фирма што е поврзана со финансиски сектор, например. И се тука сакам да влезам во една интересна дебата со вас, ако е можно се разбира. Вие сте и по школо американски учени, целата ваша логика економска, ако така смеам да кажеме, американска, англосаксонска, како што рековте, а тоа е оној тотален капитализам, каде што за жал или за среќа се сведува на максимален профит во животот, а тоа бара страшно многу откажување, страшно многу едуцирање до крајот на животот, страшно многу работа, откажување од многу приватни моменти и така натаму. А од друга страна, тоа ми се чини не се поклопува со нашиот менталитет, со нашите сваќања за животот, ако сакаме. Овдека не дека луѓето се мрзливи како некој што сака да ни наметне, меѓутоа во секој случај медитеранската клима или што е или можеби ориенталното миното влијаат врз нас. Ние повеќе сакаме, ако така спремам да кажам, да уживаме во животот, отколку навистина да се фокусираме малку поголема лежерност. Да, дење и ноќе во. Да. И со тоа сега таа дискрепанца меѓу тој тотален капитализам на кој што сте навикнати и ова овде кај нас, веројатно прави
некакви пореметувања кај вас или не? Прави и се уште прави. И ќе ви кажам зошто. Да, точно кажавте, мојата цела едукација, значи јас завршив тамо машински факултет, постдипломски студии на машински факултет и потоа бев на MBA, но видот на компаниите за кои работев, еве ќе кажам две од нив. Една беше во специјална програма во General Electric, каде што за прв пат го запознав Мајк Зафировски во далечната 94-95 година. Тоаш не знаеле ганас луѓето кој е сигурно, да. Не знаеле, да. И бидејќи тој беше на висока функција во General Electric тогаш, но таа програма беше водена од страна на Джек Уелч, кој беше извршниот директор на General Electric, кој според мене до ден денес е најдобриот, најефикасниот, најуспешниот глобален менаџер историски гледано. И потоа работев и во McKinsey. McKinsey е најпозната светска менеджмент консултантска компанија. И начинот на размислување во тие компании, профитот е најважен, но нормално има и некои други работи, аспекти кои се поврзани со давање кон општеството. Дали е тоа преку луѓе кои се на високи позиции, па тоа е преку донации, алтруизам, преку некои активности што се поврзани со локалната заедница, можеби волонтерска работа, можеби туторство кон луѓе од социјални категории кои не можат да си приуштат тутори, па работите кон решавање на задачи по математика и физика. И сето тоа го правите со желба за да помогнете на општеството, но точно е како што кажавте, тој вид на живот, брзина на работа, посебно кога ќе живеете во Нью Йорк Сити, таму сте како во центрифуга. Ќе влезете внатре и нема излегување, да. Ако излезете, ќе ве исфрли центрифугата, така да треба да се навикнете на тој начин на работа и живот, а кај нас тоа навистина не е така. Значи, социјалните делови кај нас се многу луѓе сакаат да одат на кафе и да поминат 3 сати пиејќи едно кафе. Да. Тоа и размислувајќи за суштината на животот, тоа таму не е нормално и логично. Но колку можеме ние да влеземе во тој свет некогаш? Способни ли сме ние како нација, можеби како општество, да се прилагодиме на тој вид на битисување? Мислам дека овде да го реплицирате тоа таму е речиси невозможно. Но индивидуално, но не кај нас. Таму може да и тоа го гледаме со наши луѓе кои што се успешни во Америка. Но тоа зависи од личните предиспозиции и желби. Не може секој можеби да го издржи тој живот и не сака секој, и луѓето од кај нас кои одат во Соединетите американски држави, не сака секој можеби да оди во Њу Йорк или во градовите каде што брзината е таква каква што е. И многу интензивно и со голем притисок. Но и таму има порелаксирани средини, иако кај нас некој ќе рече, животот во Скопје е многу брз под многу притисок. Не. Апсолутно, но сакаме да си веруваме. Или имало многу гужва во сообраќај и такви. Така, каков сообраќај има по светот, тоа е чудо. Но, господине Мизо, вие бевте долго време гуруто, ако така спремам да кажам, на странските инвестиции во Македонија, потоа се случи промена на власта, вие самиот рековте, по некој месец излеговте од приказната, веројатно не најдовте заеднички јазик со луѓето кои што тогаш ја презедува власта, иако повторно потенцирам, тука политички немаше ништо, туку се работи за веројатно поглед на свет. Социјалдемократијата само по себе предпоставам не е во корелација со вашите разбирања за економијата. Ова ми е предпоставка само. Предпоставката е точна, но и реално да кажам, кај нас идеолошкото размислување на некои политички партии или на повеќето политички партии понекогаш мене не ми се доволно логични, бидејќи реално се знае што е лево или што е десно, кај нас многу работи се измешани, бидејќи, например, не да кажам нешто негативно на таа тема, но која политичка партија ќе дава повеќе субвенции за земјоделие, или едната или другата дава субвенции за земјоделие или некои такви видови на субвенционирања на одредени сектори зависат од лево или десно ориентирани идеологии најчесто. Генерално тоа вас не ви се допаѓа. Вие не сте од тој би рекол манир, вие верувате у сосема поинакви вредности. Во ред. Можеме ли да кажеме имаше само некоректен човек ќе каже дека немаше успех во времето кога вие ги држевте странските инвестиции, потоа и во ТИРС. За прв пат практично на сцената во Македонија се појавија толку странски фирми кои што и сега го гледаме како своите пари ги вртат и натаму во Македонија и понатаму вработуваат илјадници луѓе, па дури владата која што сега замина се фалеше со успехот кој што го
произведуваат, односно го носат како профит во Македонија истите тие компании што своевремено практично вие ги донесовте. Сега може да речат дека не е така, меѓутоа факт е дека во последниве 7 години најпрви како да се откажавме од странските инвестиции, како да престанаа да бидат примарен интерес, некој заклучи очигледно дека тие не се толку важни за економијата или можеби е премногу сомнителна целата приказна околу нив. Да не се враќаме кога се вадеа приказни дека вие таму имате, се смеев на почетокот, алаши, вериши, милиони стигаат од секаде, што не знам како е возможно, можеби вие ќе ми објасните. А потоа повторно негде во втората половина од владењето на владата која што веќе замина, како повторно да им текна дека странските инвестиции всушност е добра работа. Да ви давам една ретроспектива или мое гледање на работата. Апсолутно. Значи, точно јас бев дел од тимот кој го креираше целиот овој концепт поврзан со привлекување на странски инвеститори во економскиот дел од тимот и истовремено неколку слично како мене кои пред се беа едуцирани, живееле и работеле во Соединетите американски држави, дојдоа тука, се вратија и работеа на оваа тема. Како прво, реално гледано, северно од Виена и јужно од Истанбул, јас, нажалост, би го кажал тоа се уште денес, никој не знае каде е Македонија и која е Македонија. Ние почнавме од нулта стартна позиција. Додека земји од Централна и Источна Европа, пред се Унгарија која се отвори уште 1989-та, па потоа земји како Чешка, Словачка, Полска, па со тек на време дури и Романија, до некаде и Бугарија, сите тие земји во тие 90-ти или 2000-ти години има еден старт од 15 на години пред нас. Ние, на жалост, во тој период, кога јас не бев физички тука, но знаеме што се случуваше со распадот на поранешна Југославија, каде што сите оние конфликти, иако реално конфликт како она што се случувало во Косово, во Босна или во Хрватска на наша територија не беше од тоа ниво. Таков интензитет, но сепак овој регион имаше една негативна конотација. Дали некоја компанија на вистина би дошла на Балканот, каде што вашите соседи се земји кои имат негативна перцепција. Србија, Косово, Босна не беа земји кои имаа позитивна перцепција во Северна Америка или во Европа. Така да ние моравме прво да почнеме со тој целиот концепт на брендирање на државата, без разлика дали е тоа за привлекување на инвестиции или за афирмација на можностите за развој на туризмот, но истовремено беа направени голем број на реформи од сите оние процеси на doing business, водење на бизнис според Светска банка, иако тој индикатор веќе не постои, многу активности беа направени да се види дека ние сакаме, можеме и имаме желба да привлечеме инвестиции. Тој процес не беше лесен. Знаете, започнавме со Johnson Controls, кој беше договорен предходно, пред формално јас да дојдам, јас го добив документот кој беше меморандум подпишан, потоа тој меморандум се претопи во договор со првичен Johnson Controls кој инвестира тука во тогаш беше Бунарчик се уште во зоната покрај Скопје, потоа дојде Johnson Matthey и од кога дојдоа тие први две фирми почна глобалната финансиска и економска криза. Така да само што се започна со нешто, веднаш имаше глобална криза, но истрајноста да се продолжи со промоцијата на државата, но и со активно присуство. Прво, анализа беше одлучено во кои сектори ќе се насочиме. Автомобилската индустрија е некако природен сектор, затоа што таа е една од најмобилните индустрии во светот. Таа беше првата која влезе во земјите од Централна и Источна Европа, бидејќи тие секогаш бараат по-конкурентна локација, не по-ефтина локација. Не е концептот на low cost, туку е best cost. Бидејќи ако е само за ефтино, ќе одат и во Етиопија, ќе одат и во и во Судан, ќе одат и во Бангладеш. Значи не е секогаш само за цената на работна сила, туку се општо висината на трошоците. И можете да земете во обзир она што во тие моменти ние како држава имавме невработеност од околу 37%, ако не се лажам. Една од најголемите, каде што целта беше да има еден микс на трудоинтензивни и капитално интензивни инвестиции. Да не биде Србија, ако можам да споредам, мислам дека во тие периоди сигурно ние бевме пред Србија во многу работи и тие каскаа позади нас и тие многу повеќе се насочија во тие години на трудоинтензивни индустрии, каде што компании кои вработуваат
над 3000 луѓе и многу подоцна тие започнаа со оние капитално технолошко напредни инвестиции кои кај нас, ако споредам тој првичен Johnson Controls кој денеска тоа е компанијата Aptiv, па она што се случуваше без разлика дали потоа ќе спомнам некои компании, не заради реклама за нив, но Абсолютно. дали е тоа Markart, дали е тоа потоа Kemet Electronics, дали е тоа Costal, сите овие компании имаат Condevo, имаат технолошко напредни производи и процеси и Johnson Matthey нормално да не го заборавиме тука, кои до ден денес ја стават Македонија на една мапа на перцепција дека ние на вистина успеваме да произведеме технолошко напредни производи компании кои не се многу трудоинтензивни, иако и трудоинтензивните компании се уште постојат тука и нормално треба да коегзистираат заедно, но ја отворивме таа можност да денес производствени дејности само од автомобилската индустрија, мислам дека во моментот вработуваат речи си 33-34, може би до 35.000 вработени, што е огромна бројка за Македонија. Извозот е над 50% од целокупниот извоз на државата и ние сме една од ретките земји во светот, ако не се лажам 4 или 5 се такви, што имаме трговски суфицит со Германија. Значи ние повеќе извезуваме во Германија отколку што увезуваме. Навистина оваа информација не е. Да. Тоа е нешто што е дури парадокс за многу луѓе. Како вие извезувате повеќе во Германија? Токму заради оваа индустрија, каде што најголем број на овие производи влезот во Европската унија во Германија. Тоа не значи дека Германија е крајната дестинација за но преку Германија но влегуваат преку Германија и статистички ние имаме трговски суфицит со Германија. Сега господин Мизо, вие тогаш се соочивте со многу проблеми затоа што самиот рековте се почнуваше од нула. Апсолутно нула. Од друга страна имаше една негативна перцепција веднаш се створи во општеството. Што сега овие прават нешто ново, ние тешко примаме новитети. Нормално, која е позадината, сакаат ли пари да испераат, нешто да направат, нешто нејасно да го поробат народот, да како се зборуваше тогаш ќе им даваат на луѓето минимални плати, експлоатација на работниот народ и така, меѓутоа времето покажа дека сте биле во право. Она што мене ме збунува во целата приказна, зошто се запре, се промени власта, тоа по мојата логика ни малку не требаше да го спречи деловниот свет да продолжи да функционира. Кога гледате дека нешто е добро, зашто не го продолжите? Тоа е тоа. Што е важно дали е СДСМ или ВМРО или кој сака некај на власт? Вака, според мене, привлекување на инвестиција за државата. Не е за владата, не е за политичка партија, туку е за државата. Сега, јас можам да кажам од сегашна перспектива до каде бевме стигнати со некои разговори и преговори со големи глобални компании кои беа пред досењана одлука или каде што ние бевме една од 2 или 3 максимум земји кои можеа да бидат избрани. Од X причини, не навлегувам во причините што, зошто и како. Имаше еден момент во некој период од втората половина на 2017-та, јас би рекол до некаде 2019-та година, кога ние не бевме успешни во тие одлуки, односно не бевме земјата која беше избрана од страна на тие компании и изгубивме. Во тој момент почнавме, а потоа драстично почнавме да губиме пред се визави Србија. Она што ние го имавме направено и до каде бевме стигнати, јас со колеги мои како што некој Србија не ги украде компаниите. Па се дали ни ги украде, не знам, ама беше поитра и посоодветна. Без разлика дали тоа значеше компании кои беа дојдени овдека и тамо, како беа примени, пречекани, како што им беше не понудено од гледна точка на државна помош, туку условите општи за работа. Скупните услови, да. И мора да земете во обзир, овие се мултинационални глобални компании. Некои од овие компании имаат глобален обрт од над 20 милиарди долари. Нашиот бруто домашен производ е 14 милиарди евра. Значи, тие се помокни од и од државата. Да. И од таа гледна точка, во многу случаи процесот на привлекување на странски инвестиции е личен однос со некој кој работел со вас во долг временски период. Можам да кажам јас директно дека одеднаш мислам дека целта, желбата или фокусот не беше веќе на привлекување на странски инвестиции, бидејќи целиот оној процес на активно анализирање на сектори, одење, чукање на врата на компании, средба со луѓето кои се на највисоки позиции на тие компании,
одеднаш го немаше. Може би дел од фокусот беше насочен кон изедначување на условите за и домашните компании да добијат исти или слични услови како странските. И се согласувам. Не дека им беше забрането на домашните компании да добијат државна помош. Тоа сакам да кажам, беа ли привилегирани? Сега ќе ви кажам. Да откриеме таа тајна, беа ли привилегирани странските инвестиции? Во технолошко-индустријски развојни зони постојат правила и прописи како и кој под кои услови може да инвестира. Тоа значеше дека единствена компанија во тој период, ако не се лажам, тоа се случи некаде почетокот на 2016-та, Хайтек, компанија од Македонија, која истовремено има производствен погон и во Орешани, беше компанија која инвестира и во Тирс Скопје 1. Поради тоа што условите префрлање на дејности и сето тоа се директно, прилично стрикно регулирани од страна на Европската Унија и Европската комисија и нивните тела, и ние како држава одиме по тие правила и прописи. Она што се направи со, ако не слажам, законот за финансиска поддршка, целта беше да се понуди помош за сите, но тој закон не е апликативен само за технолошко-индустријски развојни зони, туку за секаде. Имаше една дебата или коментари дека се прават договори врз основа на еден на еден со компаниите. Ќе ви кажам една работа. Целта на законот за финансиска поддршка е да има шема каде што сите добиваат исто по шемата, а претходно договорите беа индивидуални. За волја на вистината, од кога е тој закон донесен, најголем број на странските компании, без разлика кои дошле, и дури и реинвестирале од постоечките, без разлика дали се во технолошко-индустријски развојни зони или вон нив, се уште договорите се индивидуални договори. Не се според законот за финансиска поддршка, туку се индивидуални. И целосната изедначеност на домашните и странските се уште според мене не постои. Бидејќи даночните олеснувања кои ги добиваат странските компании, се уште јас не знам домашни компании кои добиле помош според закон за финансиска поддршка, кои имаат таков вид на даночно ослободување, ако се, кога кажам домашни, компании од домашен капитал или странски капитал. Иначе сите компании се домашни. Така да малку реториката не соодветствува 100% на реалноста, и во еден момент кога сите оние договори, мислам дека тоа беше негде септември 2017-та, беше кажано ова се пакетите на помош кои ги добиваат компаниите досега. Добро, тие беа тајни, не дека се правило нешто што не треба. Кога зборувате вие со мултинационални компании кои се листирани на берза во Њу Йорк, во Торонто, или дури да се фамилиарни компании од Германија, од Белгија, берза во Велика Британија, тамо немате мрдање од тоа што го кажавте вие, Алаш Вериш. Тамо се знае кои се правилата и прописите. Целиот оној процес на усогласеност или compliance кај нив е многу поголем од колку compliance во држава како Македонија. Но потоа државната помош која во изминатите неколку години се дава е многу повисока по износ од гледна точка на кеш компоненти и грантови, отколку што била државната помош во тие првични години. Но државната помош не сме и не треба да е основната причина што се нуди за да привлечете компанија. Тоа е на крајот, ако се е исто, па државната помош малку ќе ви помогне. Но сега што ме кажете, навистина ме збунува токму се една од главните приказни која што проявуваше во тоа време во Македонија беше дека странските инвеститори добиваат премногу во Македонија, фактички им се подарува се на дланга. Сите правила, секој договор што е потпишан е според домашни закони кои се реплицирани врз основа на она што се дозволува според правилата и прописите од Брисел. Така да сите тие договори и она што значи почитување на обврските, најголем број од овие договори имаат меѓународна арбитража и клаузула дека ако некој згреши, има на друго место, не на локална юрисдикција и локални судови. Така да од таа гледна точка тие договори се по сите правила и прописи, но вредноста на она што е кеш компонентата и во таа максимална сума вие може да дадете повеќе кеш компонента, а помалку даночно ослободување или обратно. Јас можам да ви кажам од она што сум го видел барем дека кеш компонентата која се дава во изминатите неколку години, односно која е присутна и
потпишана со компаниите е повисока. Не велам дека тоа е вон правила и прописи. Воопшто не го кажувам тоа. Меѓутоа, чисто заради наративот е многу важно. Но ако имате вкупна сума на вредност која една компанија може да ја добие, различно тоа се третира и светководствено и од потребите на компанијата, дали е тоа во кеш компонента или дали е тоа даночно ослободување. Беше неодамно тука господинот Јован Деспотовски, тој се уште е директор на Тирса, ако не се лажам. Сега пред вчера или завчера, кога вчера изгуби од Венко Филипче во борбата за тронот на СДС, ама тоа е сосема нешто друго прашање. Во емисијата Камено тврдеше дека баш во негово време инвестициите и тоа како напреднале, дека државата собира големи пари токму од овие странски инвестиции кои што се појавиле и нови, иако јас сега споменав она со Тетово со оние фамозни електрични автомобили што ништо не се случи, меѓутоа инсистираше на таа приказна дека напротив овие неколку години токму странските инвестиции и нивниот влез во Македонија толку бил масовен, толку бил голем што практично ја спасиле економијата. Гледајте, даночните ослободувања се 10 годишни ослободувања. Кога ќе помине тој период, а некои компании успеваат и пократко од тој период да заради профитабилноста која имаат, да сумата на пари која може да ја добијат, да биде веќе искористена, тогаш почнуваат да ги плаќаат сите оние корпоративни даноци и сето тоа. Имате компанија, да не ја именувам, која во изминатите неколку години, мислам дека повеќе на еден наврат има профитабилност од околу 100 милиони евра. На профитабилност од 100 милиони евра, ако треба да платите корпоративен данок, бидејќи ви истекнал рокот на добивање на субвенции или даночни ослободувања, тоа значи дека вие во една година плаќате 10 милиони евра само на корпоративен данок. Во Македонија 10 милиони евра една компанија да плати корпоративен данок. Во Македонија нема многу компании кои имаат 100 милиони обрт. Овдека зборуваме за 100 милиони профит. Неверојатно, да. И од таа гледна точка и нормално е дека кога ќе истекне тој период од 10 години, знаеме дека првиот договор што е потпишан со компанија во технолошко-индустријски развојни зони е 2007 година. Така да сега сме 2024. 17 години од првиот договор. И имате компании кои нормално тоа го плаќаат. Кога ќе се зголеми бројот на вработени. Знаете дека секоја компанија дава определен период, колку имаме сега, колку ќе имаме после 2, после 5, а најчесто многу од овие компании во својот бизнес план кој не секогаш го проследуваат кон државата, тие велат почнуваме со една инвестиција, но најчесто тие си имаат внатре во планот што тоа значи за да го оптимизираат тоа како локација кај нас. Така да, ако почнале со 200 вработени, а стигнале, пример, до 1200, сите тие давачки на платите, социјални придонеси и слично, нормално таа сума се зголемува и приходот на државата е поголем. Но тоа е една природна еволуција. Врз основа на компанија, знаете, ова е само како го правиме ова анализа во времето. Дали е ова во време 2012, 2018, 2024 или 2028, ќе имаме тенденции на некаков пораст, кој е природен пораст на компаниите. Нормално, ако не се случи да од X причини некоја компанија не е задоволна, ја напусти државата, но мога да кажам, иако се зборуваше кога ќе истекнат 10 години, компаниите ќе се одат, тоа не е случајот. Значи, компаниите веќе не добиваат бенефиции, а тие се уште тука. Значи, таа премиса е погрешна или се користела во погрешни цели, дека компаниите ќе се одат. Да не се лажеме. Добро, во политика, но тоа е фактичката состојба. Се морам да ве прашам, бидејќи и вие сте човек кој што претпоставувам дека и тоа како ги анализирал годините кои што треба да следат, сметате ли дека во 2024 година ние требаше од целиот овој процес повеќе да капитализираме? Ако, според мене, ако го продолжевме теркот на она што беше правено и можностите кои ги имавме, јас сметам дека 30 до 50% од оние компании каде што бевме влезени во игра кон крајот. Знаете, ако сте една од 2 или 3 држави кои може да ве изберат и тука да имаме десетина компании, да кажеме. Добро. И од тие десетина компании 30 до 50%, значи 3 до 5 компании во тој момент да одлучеле како нови компании да влезат. Иако тоа беше некаде периодот, нека беше 2018-2019 година. Тоа значи дека денеска тие компании
ќе допринесуваа На големо ќе работеа. ќе работеа на големо, веќе ќе стигнеа до, зависно од компанијата, бројот на вработени, но има компании кои директно ние со Србија се боревме, некои од овие компании, да не ги именувам кои се, имаат во Србија инвестиции од над 150-200 милиони евра, каде што имаат годишен обрт од над 300 милиони евра. Тоа се огромни суми и за Србија, а да не зборам за нас. И сега тука ме интересира, можеме ли после овој период да речеме на стагнација да се вратиме повторно во игра? Вие рековте дека се изгубени тие контакти условно кажано, вие сте биле ставени на мапата, сте ги добиле одредени бенефиции, сте биле да се бира меѓу вас и уште еден-два компаниите влегувале, потоа доаѓа едно замирање, фактички ние сега повеќе се го користиме фактот за овие што веќе се тука. Меѓутоа со новите, ова што претпоставувам дека ќе не интересира во иднина, особено што новата влада многу зборува за повторно вклучување на странските инвестиции, колку време ќе ни биде потребно за повторно да се вратиме во игра? Тука има неколку фактори. И сега реално ќе кажам факторите. Првиот и основниот фактор е да направиме една длабинска анализа кон кои точно сектори сакаме да се фокусираме. Може, но не мора да бидат истите кои биле некаков дел од фокусот до сега. И јас мислам дека треба да се направи некоја конкретна стратегија, бидејќи имаше некои коментари во изминатите година или две дека не ни е потребна стратегија, инвеститорите сами доаѓаат. Јас не е така очигледно. Не се согласувам дека без стратегија ќе имате некаков резултат или успех. И кога ќе се направи тоа, треба да се направи едно мапирање на државата. Колку сме во Македонија? Еве да речеме дека нека сме според последниот попис бевме околу 1,8 милиони. Иако реалноста е можеби дека сме помалку. Дека е помалку, да. Колку е реалната невработеност во државата? И кои се тие локации, джепови во државата каде што се уште има соодветна расположлива работна сила, но за што зборуваме таму? Според мене трудоинтензивни компании веќе нема да сме конкурентни, бидејќи сме премногу мали и нема да најдеме на едно место каде што 2 до 3.000 вработени ќе може веднаш да се вработат. Има што може да направиме? Текстилната индустрија знаеме од многу причини како полека, но сигурно веќе не е реална и апликативна за нас, бидејќи тие одат во поконкурентни дестинации пред се Северна Африка, но многу други места. Но и Северна Африка е сега многу голем конкурент. Јас ќе ви кажам, мојата компанија има локација во Мароко, размислува за дополнителни активности таму, има компании од автомобилската индустрија. Во Мароко е многу напредно во таа индустрија. Тунис, Египет влегува во игра. Египет има 110 милиони луѓе. Со 110 милиони жители. Тоа е половина, тоа е речиси цела Источна Европа, ако ги собереме. Добро, Полска е голема, но другите тоа е тоа. И од таа гледна точка треба навистина да одлучиме кои сектори и како вид на компании, со поколку вработени и со каква технологија. Значи, тука треба да се земе во обзир, според мене, треба да има професионализација на целиот тој процес на привлекување на странски инвестиции и на луѓето кои ќе го водат тоа, но истовремено и да има секторско познавање, да има вработени во тие институции или во таа институција, ако се направи некое спојување од институциите кои се вклучени во тој процес, каде што некој може со јазикот на бизнисот да разговара со тие компании, со тие луѓе на тие извршни функции, бидејќи друго време е сега од 2007, 2008, 2009 година. Тоа беше многу важно. Значи, светот забрзано се менува. Вие тогаш бевте револуција практично за наши услови, меѓутоа сега веќе светот повторно отишол во некој друг правец. И знаете што? Денес може некој да ве анализира без воопшто да дојде тука. Абсолютно, да најде онлайн толку информации за вас, да искомуницира со постоечки компании тука, бидејќи сите тие компании, без разлика што се конкуренти, имаат и директни врски и корелации помеѓу нив, и вие воопшто да не знаете дека некоја компанија вас ве анализира. И да ве анализирала и да не сте веќе во игра. И затоа треба многу внимателно да одиме и да ги таргетираме тие компании и да им кажеме ние сме тука, ние сме мала држава, но имаме искуство, имаме знаење, овие се компаниите кај нас, да ви помогнеме, но истовремено на постоечките компании тука како да се трансферира некоја компанија која е трудоинтензивна или која може да донесе работи што се поврзани со истражување, со развој, со
сервисни центри, што се поврзани со сметководствени, финансиски услуги или слично, за да го зголемиме нивото и вредноста, додадената вредност на тоа што постоечките компании го прават кај нас. Ова нема да се случи преку ноќ, но не можеме да чекаме 2 до 3 години. Тоа ми беше важно. Значи ние изгубивме некое време, сега треба да убрзаме некои процеси нагло, претпоставувам како моментумот држава. на жалост Е краток. Не, моментумот од гледна точка на таа инерција или континуитет Го уднавме апсолутно. во голема мерка го изгубив. Сега, тука ме интересира уште една работа. Имаме ли ние работна рака, ќе рече кај нас работна рака се подразбира некој што ќе бере јаболки. И имаме ли ние луѓе кои што можат да се фатат во костет со предизвиците што ги нудат овие условно кажано странски инвестиции? Имаме ли ние доволно кадри ако сакате за оваква работа? И по квантитет и по квалитет треба да размислуваме. Добро. Прво, не само по бројка. Имаме ли квалитет? Тоа ме се сега, поважно. дали имаме квалитет? Знаете дека имаме го разговаравме ова и претходно, она програма на стипендирање на топ 100 универзитети, каде што некој кој е примен на тие универзитети добива подршка финансиска од државата. И потоа треба да се врати. И потоа таму има обврски дали тие треба да се вратат, во кој временски период. И во тие првични договори, ако не се лажам, пишувало дека тие треба да добијат понуда во работа во администрација. Никаде не е напишал во и приватен сектор. Пред неколку дена излезе едно истражување кое го прочитав, некоја младинска организација направила истражување дека 389 македонци, значи амбициозни, млади, најдобри студенти, без разлика дали се ова додипломски или постдипломски студии, биле стипендирани. Значи, зборуваме тука за десетици милиони евра. Дека, ако не се лажам, максимумот на годишно ниво беше околу $40,000, така да... Ако се помножи, излагаат сериозни пари, да, добро? сериозни пари. Колку од тие луѓе се вратени, на колку од тие луѓе им е понудено да работат, колку од тие луѓе, нека сум јас себичен, доаѓам од технолошки сектор, кои се со технички науки, можеби кои завршиле економија, финансии, па дури и да завршиле некој од нив, да речеме социологија. Социологија е многу соодветна да работи во човечки ресурси, така? Колку од тие луѓе ние како држава испадне дека ние државно сме стимулирале brain drain. Самите да си го... Самите тие најдобри, најамбициозни луѓе, дел со секоја почит и симнувам капа што се вратени и што работат тука, но јас мислам дека големо мнозинство од нив не се тука кај нас. Тоа значи државата ги финансирала нивните студии, тие се снашле во големиот свет и тие работат за други компании на трошок на државата, односно на трошок на даночните обврзници во нашата држава, и тие работат некаде другаде, си имаат своји кариери. Не навлегувам сега дали тоа тие свесно го направиле, дали биле принудени, условно биле кажам, принудени, да? дали овдека свесно некој не ги повикал, не им понудил таква можност, но ние тие луѓе сме ги изгубиле. Ние сме мала држава, а имаме луѓе, речиси 400, кои се едуцирани на најдобрите факултети во светот. И кои што може да придонесат веднаш. Дали тоа ние на вистина можеме да си го приуштиме? Па не, меѓутоа тоа сме го направиле, изгледа. Сега, кажавте кадарот. Дали имаме доволно кадар? Еве ќе ви кажам пак од техничките науки. Има компании, мојата Джонсон Мети на почетокот, Джонсон Controls и други компании кои имаат финансирано, помогнато во проекти во лаборатории, без разлика дали е тоа машински факултет, технолошки факултет или слично. Во Соединетите американски држави приватниот сектор е тој што финансира. Универзитети, да, тој и приватни, така државни, развој, истражување и сето тоа. Кај нас државните универзитети се државни универзитети, посебно техничките. Значи, кога зборувам техничките, тоа е инженерство, не IT програмирање, туку инженерство. Каде што има потреба од лаборатории, од најнови технологии, бидејќи мора вие да ги обучите студентите на она што е најново и соодветно на што тие ќе работат во индустријата, бидејќи она што јас го имам во Охрид е на исто или повисоко ниво од било што имаме во Германија, или што имаме во Кина, или што имаме во Мексико. Нема никаква разлика. Локацијата не прави разлика дали таа технологија е тука или во Ирска, дали таа технологија е тука или не. Прво, мислам дека треба да се изнајде модус да државата дава сума на пари за овие технички студии,
Истовремено, ние како компании, секоја од нас да помага на кој начин, како ќе навлеземе во кофинансирање со државата. Но истовремено, треба и дообука и на универзитетскиот кадар. Јас би рекол истото и за средното стручно образование, за сите тие луѓе кога, како, под кои услови завршиле, не е никаков проблем, но дали тие ги знаат најновите технолошки стручни работи. Знаете дека многу луѓе зборуваат за Industry 4.0, дигитализација. Веќе сме стигнати до Industry 5.0. До каде сме ние како Македонија во нашето стопанство, во нашите технички универзитети и дали можеме да го држиме тој чекор на конкурентност со другите земји и како да го држиме, потреби на компании во светот. Ако видиме на кое место се нашите универзитети во светски рамки, тоа воопшто не кажува добро. Значи, ние мораме да се концентрираме без едукација, без знаење. На крај на денот, ние можеме да зборуваме за економија колку сакаме. Секој општество почива на две работи. Здравство и образование. Тоа што кај нас е најлошо. А една работа, со еден пријател, колега, ја имавме оваа дискусија, најверојатно најголем број на министри од 91 од осамостојувањето до денес кои се смениле во Македонија се министри за образование. Што тоа кажува за нашиот образовен систем? Видливо е како. Каде е континуитетот? Видливо така е. Да, гледајте, дали имаме квалитет и квантитет на работна сила, континуирано мора да работиме на подобрување. Кога ние ќе земеме, понекогаш да веруваме дека сме глупи природно, за ова намерно го кажувам вака дрско, и не бива тоа е тоа, меѓутоа квалитетно образование и правилен пристап може многу лесно да направи успех. Никој не се родил паметен, попаметен. Една Ирска која пред еден век компир јаделе и била сиромашна. Видете каде е денес. Едно од најбогатите во светот. Значи, Ирска е по бруто домашен производ по глава на жител во Европа на трето место после Луксембург и Норвешка. Луксембург не е апликативен, знаеме зошто, а Норвешка има толку нафта да и тамо таа математика и споредба е нема. Излегува дека Ирска е најуспешна. Ирска, со целиот тој концепт, кој трае веќе 60 на години, во привлекување на странски инвестиции, дури и повеќе од 60 години, гледајте каде е Ирска. Каде стигнале со тој континуитет, со таа професионализација на институции. Пред месец и половина на самитот на Македонија 2025 имавме панел за странски директни инвестиции, каде што тука беше една госпоѓа од IDA, тоа е Ирската агенција за економски развој и привлекување на инвестиции, која тамо работи повеќе од 28 години, таа објасни како и зошто и како се тие успешни. И јас можам да ви кажам дека во 2007 година, кога почнав да работам јас во Агенцијата за странски инвестиции кај нас, имавме експерти и консултанти од таа иста агенција кои беа ангажирани преку проектот Европската унија, кои ни даваа нас идеи што и како да направиме. Процесот на привлекување на странски инвестиции нити сме го измислиле, нити е нов. Тоа сакав да кажам, ниту па се крие. Се што треба е да го имплементирате. Ирска. Еве да зборуваме за Европа. Ирска, Чешка, Унгарија. Посебно во последните 3-4 години Унгарија е во стратосфера отидена од гледна точка на што успела да привлече. Мароко заради европскиот пазар. Па и Србија. На вистина се Полска, професионални и посветени на она што го прават и она што е важно во повеќето од овие земји што ги кажав. Тоа е долгорочна политика која не се менува врз основа на смена на власта. На смена на власта, тоа што кај нас се случува, тоа во Ирска, тоа е долгорочна стратегија, тие одат тамо, такви се даноците, тамо е целиот тој процесот нивен на aftercare. Ние како компанија имаме тамо 2 фабрики од почетокот на 80-тите години. Јас, освен функцијата да сум менаџер на нашата локација во Македонија, имам и функција како глобален подпредседател за односи со институции влади, секаде онаму каде што Костал има производни активности. Тоа е во повеќе од 25 земји од светот. Дали знаете дека во Ирска квартално мене ме контактираат и од Ирска, каде што таму имаат проектен менаџер кој е директно задолжен за нас. Зборувате институциите на ирската држава, а не фирма нека. Така е, институциите, како и нивниот представник кој е во Франкфурт. И со нив тие беа тука
пред месеци половина за време на Македонија 2020. На секој одење, јас бев пред 10 дена во Ирска. На секој одење таму тие сакат да имат средба, се јавуваат да прашуваат како е, дали нешто ви треба, што е потребно, иако во Ирска ние како компанија таму ги имате Apple, таму го имате Google, таму ги имате Amazon, таму имате финансиски услуги, таму имате биотехнолошки компании кои имаат инвестиции од над производители на чипови. Инвестиции кои се милиарда плюс, неколку милиарди долари инвестиции. Таму имате компании со огромни обрати и иако ние како компанија автомобилскиот сектор не име нив релевантен, она што е толку технолошко напредно што го правиме таму, се уште после повеќе од 40 години тие се заинтересирани како да ни помогнат. Кажете ми, приказната Свирска ми се чини дека е премногу за наши... Ама не може, тоа е мала држава која била сиромашна, тоа треба да биде еден... Поттик страшен, јасно ми е. Но гледате ли просто, еве сега имаме нова влада. Нема да навлегуваме во политички некои филозофии, меѓутоа имаме нова влада која што веднаш почна да зборува за странски инвестиции. Првиот ден од како дојдоа на власт, веднаш понудија, односно излегува со инвестиција некоја од колку беше 450-500 милиони евра таму со ведерници. Ми личи дека сакаат повторно да се вратат во игра. Можеме ли да брзо да влеземе во приказата или ќе мора процесот поново да го тераме и да изгубиме нови 10-15 години, не знам сега. Не, гледайте, ако почнеме и планираме да изгубиме 10-15 години, до тогаш не само што нема почнуваме, сите други ќе не многу повеќе ќе не престигнат и ќе не прегат. Значи мора брзо, експедитивно, професионално и концентрирано на она што сметаме дека се оние неколку сектори. Јас не зборам ние да привлекуваме инвестиции на некоја лепеза од 35 сектори. Не. Што немаме нити да избереме 2, 3, 5, 7 и 7 е може би премногу. Доволно е за нас, за големината на нашата држава, за ресурсите кои ги имаме од гледна точка и на човечки потенцијал. И една работа што како и да ја свртиме работата, мора да ја кажеме квалитетот на инфраструктурата. Што е кај нас катастрофа. Тоа се подразбира. Тоа странски инвеститор не треба ни да го каже. Се подразбира дека инфраструктурата треба да биде на соодветно ниво, а сето друго е надоградба. И тој ќе дојде во Охрид и сака до Кичево да отиде и ќе треба да се фрли од тие столбовите недовршени, кој ќе види што се случува. Оски на камиони нас не се кршат од тој пат. Па имено. Осигурувањето. Значи мора се да биде концептуално така фокусирано, значи во исто време инфраструктурата да се подигне, луѓето да се најдат образование, ми делува. Но ова не е само за странските инвеститори. Ова е за домашното стопанство и компании. Зошто за домашните компании инфраструктурата не е важна? Така е, апсолутно. Уште поважна е ако најголем дел од нивниот производ е за локалниот пазар или услуги. Така да од таа гледна точка јас не би правил дистинкција помеѓу странските и домашните, но најчесто она што ние како странски компании во диалогот со државата го посочуваме и го бараме, обично, без разлика дали е тоа адаптирање на царински стапки со оние во Европската унија, усогласување на што точно значи инвестиција од различни даватели на државна помош. За некои од овие работи сме биле успешни, но за дополнителните работи што сме ги барале, понекогаш имало повеќе диалог и комуникација отколку реализација. И тука мораме да навлеземе во тој процес на aftercare и policy advocacy. Се извинувам што го кажам на англиски, но тоа значи подобрување на условите кои ние ги наметнуваме, но не ги наметнуваме за доброто на странските компании. Туку за себе. За економијата во Македонија ќе биде поконкурентна ако овие работи се направат. И ако ние најдеме домашни компании со кои можеме да соработуваме, знам дека тоа е често коментарот зошто не соработуваме со доволно домашни компании. И тие треба да бидат на нивото на знаење, квалитет, ресурси, сертификација и на крај цена. Мора да се конкурентни. Да бидат конкурентни. И уште едно прашање, доаѓаме сосема до крајот на емисијата, навистина некако брзо ми помина, а имам уште многу прашања, но ете, ајде уште ова. Своевремено се рекламираше Македонија на светските медиуми, имаше на CNN, како беше она, дојдете во Македонија, инвестирате во Македонија, па тогаш други велеа што фрлате пари, огромни пари за да се изрекламира Македонија. Па сето тоа го снема. Предлагате сега дека повторно треба да се вратиме на таа приказна? Гледајте, како што го почнавме разговорот, многу луѓе во светот не знаат која и каде е Македонија. Малку дознаа, па заборавија, за жал. И она што е важно е да ние сме на таа мапа
има многу поголеми држави во светот, кои се многу попознати, кои се рекламираат и за туризам и за инвестиции. Јужна Кореја се рекламира за инвестиции. Да, а тешко е дека и не е позната. Јужна Кореја. Имаше кампањи од Индија, имаше кампањи од Германија, од Велика Британија. За туризам Америка, Соединетите американски држави за туризам се рекламираат. Грција, Египет се рекламира за Индонезија, Малезија. Ова е прашање зошто Кока-кола се рекламира отприлика. Да, значи тоа е тоа, така стојат работи. Овие земјите се рекламираат не дека ќе станат поубави на тој начин, но таму има многу опции за некој да ве види и морам да ви кажам, тоа е факт. Извршниот директор тогашен на Kemet Electronics потврди дека воопшто Македонија не била на мапата. Тој ја видел рекламата на CNN во Лондон, утредента, не планирано, јас имав состанок со нивниот директор на фабриката во Кюстендил, кој беше јужноафриканец од италијанско порекло и тој состанок заедно со тогашниот промотер беше во Милано. И ние се сретнавме, 3 часа го имавме тој разговор и тој попладнето добил повик од централата во Соединетите американски држави, а зошто не разгледате Македонија? И тој рекол, па ние не само што се видовме со Македонија. Така да од никаде излезе успешна приказна. Излезе успешна приказна. Само таа една инвестиција и сето тоа што тие ќе дореинвестираат кај нас е многу повредна од било која кампања. Инвестирање во маркетинг и брендирање на државата е инвестиција, не е трошок. И сметководствено. Виктор, мислам ви благодарам за вечерашното гостување. Сигурно имаме уште многу работи да позборуваме, меѓутоа, во овие час отприлика 60 на минути успеавме да кажеме што грешевме до сега и можеби како треба да се оди понатаму. Следен повторно ќе имаме прилика па во некои подобри времења малку повеќе да ни објасните. Ви благодарам многу и не е работата дали сме грешили, работата е да сме конструктивни како да се подобриме. Секогаш мора да одиме напред и да учиме од искуствата и знаењата на другите. Така е. Поштовани гледачи, верувам дека останавте задоволни од вечерашната дебата со Виктор Мизо. Останете со здравје, утре во 15 часот везно да кажеме репризното издание на оваа емисија, а јас ви се јавам утре вечер во 22:30 со нови гости. До тогаш пријатно.